Веoma е честа што сте ми гости во денешната емисија Неделен микс, а јас пак нагости кај вас на вашата изложба тука во Младинскиот културен центар, врвни уметници, визуелни уметници, би се рекло светско, а наше. И навистина ми е чест еве уште еднаш да ве најавам на големо задоволство професор магистар Страхил Петровски, професор доктор Лазе Трипков и исто така магистар Ангел Коруновски. Ви благодарам што сте дел од Неделниот микс. Ви благодариме вам на поканата. Вашата изложба, зошто не сега, веќе одекна во јавноста како навистина изложба која што апсолутно е задолжителна да се посети, а еве и гледачите кога ќе оние што се уште не биле, кога ќе погледнат, ќе сватат зошто е тоа така, но ајде еве некако да тргнеме од поидовната точка како всушност вакви врвни уметници како што сте вие се споја. Како се споивте? Треба поред да одиме или Па може и Страхил од вас да почнеме. Да, нема проблем. Значи, еве како уводен дел можам да дадам слободно. Ние како колеги, значи се знаеме подолг временски период. Меѓутоа некако во последно време многу поинтензивно почнавме да се дружиме и па на некој начин да соработуваме. Со господинот Трипков веќе извесен период заедно соработуваме во однос на моите изложби кои што ги реализирам. Оној визуелниот идентитет, за тој визуелен идентитет е задолжен токму Лазе. Така што сосема случајно со Ангел исто така се знаеме поодамна. Меѓутоа, некако овој период спонтано дојде нашата дружба, значи и семејно, значи со нашите сопруги, со нашите деца, да, со фамилијата, така да ете на тие наши заеднички семејни дружби, ако можам да кажам, значи произлезе и идејата, иако од поодамна тлееше идејата во сите нас, меѓутоа некако во последно време се интензивираше тој разговор во однос на формирање нова наша заедничка група, не случајно наречена 3, нели, и тројката како символ, нели, мислам сега ако почнеме многу можеме да разговараме во однос на символиката, нели, светото тројство и така натака, сега да не навлагаме подетално. Сметам дека баш сега и токму сега, и ете баш затоа, ја формиравме групата и сметавме дека во овој контекст, во ова наше современие, во кое што ние, нели, сите, секој на свој начин, професионален пред се начин, делуваме во, нели, во доменот на културата, ние сме сепак културни дејци, сметавме сите заеднички дека токму оваа наша група е потребна да се појавиме пред со оваа наша прва заедничка изложба овде во Младинскиот културен центар и да го кажеме она што, нели, сакаме сите како група една да го кажеме пред македонската ликовна јавност. И може да се каже дека е апсолутно полн погодок што сте се споиле, бидејќи секој свој придонес има во самата изложба, се гледа секој својот стил на изразување го има, а тоа кога ќе се спои навистина, како што спомнав и на почетокот и повторно ќе кажам, многу светски изгледа. Тоа беше и главната тенденција. Да. Дефинитивно, и ова морам да го кажам, извинете ако ме прекинав, меѓутоа сметам дека овој разговор треба да биде спонтан, и колегиве можеме и да дискутираме заеднички. Да. Значи, сметам дека на веќе подолг временски период на македонската ликовна сцена не се случуваат некакви чудни појави, можам слободно да кажам, еве и колегите нека се мене дополнат, ако нешто капеса за формирањето на група. Така што сметавме дека тука некако треба да се насочиме и ние да го дадеме максимумот и тој придонесот. Дајте некако не е ова ништо ново, сакам да кажам. Историски имало групи и така натака, меѓутоа мислевме дека токму ова е моментот дека ние треба да се споиме да го кажеме тоа на кога ако не сега. Кога ако не сега пред македонската публика и зошто да не. Да. Затоа што навистина има и текако одредени појави, било кои причини, побуди и така натака.
Не сакам да навлегувам подетално, не би сакал да навредам никого, нити од уметничката фела, нити од уметниците, нити од кураторите, нити од институциите, што национални, што локални. Меѓутоа сметам дека токму баш затоа и ова е наш крик, некој порив, некој наше заедничко представување и токму е ова моментот кој треба да го покажеме и да сите ние заеднички, со заеднички сили да делуваме на македонската ликовна сцена. Многу добро ја познаваме состојбата во Македонија. Долго време работиме, создаваме, твориме тука. На крајот на денот сме одлучиле нашата кариера да ја посветиме, нели, да ја ставиме во функција на оваа држава и на промоција. Многу ни е битно да има сериозен предизвик кој што ќе се наметне, меѓутоа да се добие одреден рефлекс, нели, од страна на општеството, кој што би бил некако фидбек кон се она што се случува. Како што е нашата изложба, таа некоја можеби директен порив кој што треба да наметне одреден културолошки дискурс, нели, да се продискутира на таа тема, да се види зошто не сега, ако не се здружат некои па покажат дали формата на заедништво треба вака да функционира или можеби некако поинаку. Меѓутоа, ако е поинаку тоа, дајте да видиме што е тоа поинаку и како сето тоа може да се изартикулира во тој еден домен на современото творештво. Меѓутоа, она што е уште повеќе битно е и она што го кажа Страхил, нашето дружење кое што навистина е можеби најзначајното, односно најелементарното. Елементарно круцијалното во однос на тоа зошто ова се случува сега и се случува вака. И вие ако не треба спојот на убавото да го споите со професионалното, тогаш мислам дека вашата поента на постоењето е само одредено битисување. Само е форма. Да, формално. Без содржиност. Да, видете, само би сакал во контекст на ова сето тоа да кажам, колегата Страхил е професор на факултет. Јас исто така долго време предавам. Колегата Ангел е познат врвен скулптор, директор на Народниот музеј во Венеца. Така да сите ги знаеме општествените состојби, ги знаеме точно што се случува, сите сме работеле во државниот апарат, за да знаеме со какви предизвици македонското општество се соочува, меѓутоа не само македонското општество, него и ликовните уметници, применетите уметници, ама од иста страна и културолошките политики кои што треба да градат некаква иднина за новите генерации кои што доаѓаат. Ако немаат они пример или репер со кој што ќе може да се водат и да се покаже тој фокус на заедничко творење, разбирање, функционирање, кохезија, еден вид, вие можеби да го трагате тоа во нашето ликовно изразување, меѓутоа може да забележите печатот едниот кај другиот манифестација и за тоа благодарение на тоа наше дружење имаме и 3 изложени парчиња овде кои што се создадени како рефлекс на сето тоа. И заедничко дело, значи сите 3 такви објекти, тоест инсталации не се објекти, се уствари наше заедничко дело кое што уствари не спојува. Така, и буквално една синергија има во сето тоа. Зошто да не е евокативно истражување на контрасти, медиуми и уметнички потенцијал на монохроматското? Како вие ја доживувате самата изложба? Колку време се подготвуваат делата? Дали наменски или спонтано? Ете, може Ангел да ни кажете вие. Кој што кажа колегите, прво би почнал околу пораката која што оваа група ја праќа. Пораката е сплотување. Значи, ние како влие самата глобализација на општеството, гледаме само разделување и гледаме неинтерес кај луѓето, тоест анемичност кон општо кон себе, највеќе и кон културата, затоа што културата бара и предзнаење и знаење за да се прими, а самите брзи информации, ритуалот на дознавање и знаење и научење го анулираат и луѓето добиваат таква брза информација која што нема ритуал. Ритуалот е едукација. Сега самиот наш апел и здружување е тоа да се покаже дека ни тројца автори кои што се тотално различни имаат една иста визија. Тоа е тргањето кон естетиката, тргањето кон убавите нешта, спојување, значи народот заедништвото кое за жал, извини само да те надополнам, заедништвото кое за жал во денешното современие е раритет. Можам слободно да кажам. Многу се одделивме, многу се
како да Значи, кажам, нема посуетно нешто од еден така, уметник, тоа е, бидејќи така. самата професија самиот начин на творење за жал не прави суетни, но ние треба да биме отворени кон општеството, затоа што ние сме еден крик на општество и еден образ на општество. Така да и нашите дела го отсликуваат нашето чувство и живење во тоа општество. Не буквално, него секој спрема својот начин на интерпретација и прикажување на тоа што го чувствува, но тоа е тоа. Така да групата функционира као пример, се надевам дека ќе биде пример кон идните генерации. Сум многу среќен што се баш првата изложба е баш во Младинскиот културен центар, кој што од секогаш бил дом на раѓање на нови креативци, нови уметници, нови музичари, од тука почне целата авангарда, авангардата па ствара една оригинална интелектуалност и интелектуален свет кој што па влие во развивањето на општеството. Не може една држава да функционира без култура, заради тоа што културата, пак ќе кажам, е одраз и образ на лична карта на едно општество, една држава. Иако државата, например, има периоди кај што пати, напротив, кога пати, културата е таа што може да ја спаси државата од пропаст. Само да надополнам нешто, ако може, во контекст на прашањето. Она што оваа група ја карактеризира е, како што кажавме, заедништвото, меѓутоа сите сегменти што потпаѓаат под заедништво. Знаете, да делите одредени релации кои што придонесуваат секој од нас дополнително да се надополнува. Значи, тоа е нешто кое што е многу битно и сепак во контекст на делата кои што настанале, во кој временски период настанале, сите заедно си влијаевме еден на друг и тоа го примивме безгранично, значи со надополнување, значи тоа е тоа надополнување. На секој нешто му фали, никој не е совршен во светот. Тоа е убавината на создавање. Знаете, убавината на вие ќе отидете во еден хостел, ќе делите соба со 6 души, ако не се придржувате кон одредени правила, да, кои што ако не се прилагодите, добро да живеете, па дури и да го подобрите сето тоа, тоаш така ќе функционира. Тоа исто така и во државата. Значи тој рефлекс е, дали е тој инстинкт одреден, меѓутоа кај нас. И Ангел кога го кажа тоа во однос на егото или суетата која што доминира, тука морам да признам дека егото го заменивме со одредена креативност, значи надополнувањето, потребата да бидеме подобри. Тоа беше главната суштина. И тоа е главна суштина и на уметноста и генерално како луѓе. Ама треба да си ја признаеме, знаеш, треба тоа е главна. Тоа е кога ќе се да каже бидеме тоа, подобри. да, кога ќе се каже тоа, тогаш веќе станува афирмативно, знаете, и поискрен. Значи, да. нема почист израз од ликовниот израз кога е чист и искрен. А тоа е исто и од човечката мисла. Па и душата. И душата. Значи, уметноста е добра само кога е искрена. Не постои лоша и добра уметност. Да, технички мора да биде издржана, но тоа се веќе други предуслови. Правиме муавет за сепак квалитетна уметност. Али искреност е нешто кое што секој човек го согледува. И у музика, и у уметност. И сакаме да учиме едни од други. Да. Зошто да не? И се надополнуваме едни со други. Цел живот учиме, се надополнуваме. И сето она што е, видете, во уметноста нема лажење, тоа ќе се надополнам и на Ангел. Значи, во уметноста не можете да лажете. Тоа е чисто наискрено, да не се повторува, меѓутоа, вие одите на изложба и сега, еве, ја личен пример ќе виде, ако дозволите, еден личен пример, значи, сме имале прилики, јас и колегите исто така, да патуваме, нели, и сме имали изложби и во странство, нели, во западните земји, во западниот свет. И сега одите на, нели, по музеи, гледате изложби од врвни светски автори, да речеме. И сега ќе посетите повеќе изложби. Меѓутоа, од тие 10 најде, сега карикирам, значи хипотетички, 10 изложби, да речеме, не можат сите 10 изложби вас како автор да ви се допаднат. Сакам да кажам дека поентата е ќе изберете 2-3. Значи, ја гледате изложбата и некако, ја барем лично е тоа моје искуство, мене ме треска од земја. Еве, ако можам така малце жаргонски да се изразам, ме треска од земја изложбата, ме наежува. За мене тоа е добра изложба. Ако така тоа го почувствувам, е добра изложба. Јас тоа го почувствував денес влегувајќи во салата каде што се баш. Мене да ме тресне од земја, повторно ќе кажам. Меѓутоа проаѓате и низ некои други изложби
кои овака можете лефтерно само да ги поминете, да ги видите и тоа е тоа. Значи, во однос на искреноста сакам да се навратам дека се е видливо и се гледа. Колку е вложено, колку енергија, финансии, исто така се многу важни за да организирате квалитетна изложба, енергијата, умешноста, знаењето, многу фактори се опрашање. Значи не е само вие додека да дојдете до финалниот производ, вие поминувате низ една многу долга фаза. Ова вие што го гледате, ова е финалето. Меѓутоа вие за да дојдете до тоа поминувате ИХХ работи за да, нели, крајниот резултат е видлив секогаш. Тоа ми беше. Токму затоа и тоа заедништво е клучно за целата таа фаза, нели, полесно да се помине. И токму затоа уметничката група 3 е вистинско освежување на македонската културна сцена и јас вистина се надам дека и понатака ќе имаме можности како ваши дела да гледаме, а мене ме интересира оној дел со тоа колку всушност културата е клучен дел за едно општество, колку е тоа наша лична карта, како што спомнавме, и колку ние умееме да си ги цениме нашите уметници. Вие сте уметници врвни, секако изложувате и во странство и тука и така натаму, но дали ние вистински умееме да си го цениме своето? Кој сака, имаме многу сега, ајде, давам предност на колегата. Ајде, кратко ќе кажам само. Културата има дефиниција, нели, своја одредена, што значи, кои се основни постулати, како се креира тој културен идентитет, нели, кон кој што се приклонувате ви или сакате да припаѓате, па чувствувате потреба да допринесувате. Тој момент е многу клучен. Дали тој момент ќе дојде од страна на публика или од страна на учесник или од страна на партиципент или од страна на телевизија, медиум која што ја прави промоцијата, меѓутоа допира до пошироката јавност, исто така многу битна заради тоа што вие во создавањето на уметничкото дело настапувате како ликовен уметник или уметник кој што ја отвара својата душа пред публиката. Меѓутоа тој што нема да дојде на изложбата, ќе ја посети таа изложба дигитално. Денес имаме толку многу медиуми што се поставува прашање реално која е целната група за да можете да таргетирате вие за да градите општество на повеќе нивоа. Да речеме во сериозни, можеби држави, сепак се работи тоа повеќе слојно односно на различни нивоа. Па имате одредени работилници за деца, имате работилници или задолжителна настава за средношколци кои што мора да посетат музеи. Знаете, мислам дека ќе настои изоставено од високообразовниот систем, а не сакам да зборувам во однос на културните политики кои што се создаваат за поддршка на еден таков вид на уметност. Оваа изложба, како што каже колегата Страхил, е финансирана од нас самите. Ние не побаравме поддршка од никого, очекуваме дека можеби ќе добиеме поддршка, меѓутоа и да не добиеме, ние сме комплетно свесни и ние сакаме да помогнеме. Еве, ние сме спремни да придонесеме. Да придонесеме во однос на тие што се, нели, фокални точки на кои што државата треба да изгради една културна средина или културен баланс помеѓу елитите, ако може така да се изразам, заради тоа што секогаш не прателе тие некои две тенденции во создавање на уметноста, дали ќе идеме на демократизација на процеси или ќе одиме малце на поголем елитизам. И тоа е нешто кое што нас секогаш не обременувало и тоа можеби создавало пречки за поединци, групи или можеби индивидуално делување, бидејќи имате и апарати. Ние сме многу благодарни на МКЦ заради тоа што ни излезе во пресрет и на Горијан Георгиев, мора да признаеме, заради тоа што сесрдно ја поддржа нашата иницијатива, ги стави на располагање ресурсите локално во склоп на институцијата. А генерално, во однос на институциите генерално? Па ќе видиме сега, можеби после ова интервју ќе се јават институции. Ајде да видиме. Ја искрено се ако заврши или не, сакав само слободно вие надополнувајте се секако. тоа и поентата, разговор. Институциите имаат еден изграден шаблон на функционирање, бидејќи ја работам во институција кој што можда со тек на време треба да се изврши некоја промена во тој начин на функционирање, но тоа потом тоа е сложен процес кој што не оди баш така брзо и не може толку брзо да се изреагира. Добро е што групата 3 конкретно,
нуди еден многу поинтересен пристап кај реципиентите, тоест кај гледачите, значи прави едно продолжено перцепирање на уметноста, на творештвото што ние го имаме. Значи, ако посветите вие време на една самостојна изложба од пола саат, час, да речеме, тука имаш една многу поинтересна и подлабока приказна која што ќе ти одземе минимум барем дупло од тоа време. Тоа е еден апел кон самите гледачи. Друго битно е да имаме поддршка од публиката. Уметноста не може да постои само преку медиуми, преку Facebook, Instagram, социјалните мрежи. Она мора да се доживее во живо, заради тоа што одењето на изложба е ритуал, гледањето во живо е ритуал, гледаш процес на творење, гледаш композиција, едно искуство, посебно искуство е. Да. Така да тоа мораме да го потенцираме и да свати народот дека треба да ги посетува изложбите, со тоа и ќе помогне и ќе заживее ликовната култура. А она е многу битна, бидејќи кој што и кажавме сите тројца е одраз и образ на еден народ. Народ без музика, без култура, без јазик не е народ. Значи, уметниците се поборници и е многу лошо да ние критикуваме власт или министерство. Не, напротив, треба да делуваме. Ние преку нашето делување можеме да упатиме критика, која што ќе биде или позитивно или негативно сватена. У секој случај, секоја критика е позитивна. И тоа е уметноста, да критикува, да биде крик, да биде глас. Извини, Марија, значи ние секогаш некако се научивме, значи овај наназад, ако се вратам низ годините, некако не умееме да пофалиме. И тоа е многу страшно, погубно, ова генерално. Поготово наше. Поготово, да, точно, од нашата фела, можам да кажам. Не сум слушнал, овака повторно жаргонски ќе се изразам, па добро, дајте луѓе, ова е тоа, ова е добро. Некој да ве пофали. Ја не очекувам, нели, треба да има критика и позитивна и негативна, и очекувам и негативна критика. Не мора све да е суперлатив, апсолутно. Ако е конструктивна, така. Ако е конструктивна, се разбира. Меѓутоа или аргументирана, точно. Меѓутоа, некако наназад, пак ќе се вратам, многу страшни работи се случуваат, само се критикува неаргументирано, дали на лична основа, дали не знам како, дали по симпатичност, дали не знам, просто тоа е еден феномен е тоа, некој синдром. Ама и лошата критика, и односно и лошиот маркетинг и добриот маркетинг е добар маркетинг. Добар маркетинг. Да се збори, така да. И нека се зборува, меѓутоа сакам да кажам дека нема критика. Или е многу мала, или ја нема воопшто. Она стручна ликовна критика зборуваме, значи ја нема. Порано имало, значи весници, еве само можам да кажам, редакции, така, студентски збор да речеме, па не знам, и така натака, сега можеби нема да ми текне во моментот, меѓутоа и во дневните вестници имало на пример критика за представа за значи имало историчари на уметноста кои што пишувале критики. Така, беше фантастично, беше студент. Пишувале критики. Нема, едноставно нема. Политиката го зема приматот на све во ова современо општество. Се оди во една маса. Се оди во една, некако во еден кош се става. Во еден кош. А не смее да биде така, и да се става се во еден кош. поделен заради... Значи некако народот се ограничи, извинувам, народот е ограничен, се ограничи тесно гледо, едно тесно гледо однесување кое што, видете, кое што за жал не треба да е така. Живееме во 21 век, луѓе. Мислам, дајте, имаме интернет на дланка, се со едно копче, ние имаме све на Google. Знаете, на што мислите дека се должи тоа незадоволство, тоа постојано критикување? Постојано е. Да ретко да се пофали другиот, да се каже да, добро го направи тоа. И која власти да дојде? Без разлика сега. Не сакам политички да звучам, нити. Да, и ова не е, да, не е политичка емисија, апсолутно не. Меѓутоа, се е политика на крајот на краиштата, меѓутоа. Политика, нели, имаме и културна политика, ако сакате. Така. Меѓутоа, кој е да власт да дојде? Повторно ние, туку народот некако критикува. Па дајте еднаш кажете, па да, еве, мене ми е добро денеска, јас се чувствам одлично денеска и сум задоволен затоа што сум жив првенствено.
Па погледнете се во огледало од Сабајле. Кажете добро утро. Да, јас сум жив, фала му на Бога. Така? Тоа е, еве колегите, јас се извинувам ако земав повеќе време, меѓутоа Значи, културата, ако земеме да гледаме во историјата, ама светската историја, највеќе се развивала кога државите биле во најголеми кризи. И тогаш имаме најголем подем на култура, еве за ликовната конкретно, па и музичката исто, заради тоа што во такво кризно општество на народот му треба една интелектуална инекција, му треба еден крик поинако. Значи, ние цело време слушаме од маси одредени приказни, па тие маси завлекуваат одредена група луѓе и луѓето не можат да размислуваат самостално. Немаат интелектуална свест, нема поединец. А уметноста тоа многу добро го уме и го знае, и самото уметност е индивидуална, нели? И ние преку конзумирањето на уметност се едуцираме, учиме нешто ново. Така да уметноста де факто му е многу потребна на општеството. И не е точно, стално сме маргинализирани ние културните дејци, стално векат ние немаме пари нели за плати, а камо ли за уметност. Не е така, земете Русија у распад, кога не се знаело што ќе биде, се ствара Октомвриската револуција, најдобрата поезија, најдобрата музика, најдобрите уметници се раѓа. Класиците, нели тогаш? Америка во црната доба ги ствара најдобрите уметници, значи прераснуе од земја која што немала дури ни ликовна уметност, стануе мека и медина на уметноста. Правиме момент кога пропаѓале берзи, кога се пропаѓало, значи луѓето немале леп да јал. Така да не треба да се гледа така, треба малце пошироко да се гледа кон нештото, тоа е поврзано и со музиката. Например, ние моментално во Македонија имаме фантастични бендови, во позадина слушавме, да не биде реклама, Такси, кој многу ми се допаѓа тој бенд, а е недоволно, народот не е доволно информиран за таков тип на бендови, такви ги имаме многу. Значи, малце нека се отворат нештата и дека народот добива... Затворени сме. Како скептични, скептични, затворени, неинформирани. Како тоа да го промениме? Може ли да се промени тоа? Може. Ако еве во контекст на зошто не сега, само би направил една паралела помеѓу тоа што го имавме во 80-тите години, тоа беше една од најмоćните ликовни сцени во бивша Југославија и македонските уметници и автори беа водечки. Тоа мора да го признаеме. Што се случува после распадот ние не знаеме, меѓутоа доаѓа до еден јас, каде што се создава некоја нова елита, која што веројатно пробува да се издигне од тие руини, нели, посткомунистички, меѓутоа до ден денес никој не може да ме увери дека уметниците помалку заработувале или помалку биле ценати во тоа време него денес. Меѓутоа, за да не ја одиме дискусијата, нели, во контекст на тоа дека сите работи треба да зависат од некој друг, прво треба да зависат од нас, нели? И што ние можеме да направиме за тоа да се реализира. Па еве, ова е искра. Ова е еден вид на искра. Ние, ако со самото тоа што сме се собрале денеска тука, само иницијативно да направиме нешто и барем малку сме успеале да допреме до некој. И ако успее сега самиот поединец, таа приказна, нели, да ја надоградува, да ја креира како целина кај себе, да проба да направи нешто, нели, оној butterfly ефект, верувам дека ќе може да успее, а сето останато го препуштаме на оние кои што се оптеретуваат со ефемерни работи, кои што не создаваат никакво значење во државата или битно. Па во контекст на тоа, еве само би напоменал, ние одиме, нели, во магазата сме во Битола, веќе носиме изложбата. Веќе ние договорено. Да. Во Белград сме договорени исто така во јули месец, а во Прага во септември. Така да оваа изложба повторно и тоа на наши залагања лични и без финансиска повторно без финансиска поддршка. Тоа не значи дека државата нема да ни помогне. Не значи, не сме барале. Конкурираме обавезно до година и у Министерство за култура и треба да конкурираме. Али сакам да кажам, ма видете, и не мора само, зошто па мора само Министерство за култура. Праќа и апели кон младите дека треба да настапуваат, треба да испаѓаат, да се појавуваат на сцена. Едноставно
едноставно не можеме стално да очекуваме дека државата ќе застане позади нас и ни помогне како уметници, ние мораме да реагираме. И големи групи на уметници како што се еве импресионистите, ај најблиску познати се до експресионистите, до човештво као правец, мада е тоа по-одамна, они функционирале во институционално, на вој начин. Значи не биле прифаќани ни од еден салон, не биле прифаќани од Па има начин сепак. Има начин. Нели да Само ако се Париско удружение не ги прифаќало како уметници, ги функционирале као групација, авангардна групација која што сака да изврши некоја промена во културното влијание во општеството. Така да не дека ние само тоа го правиме, имало фантастични групи во Македонија, како група Зеро, имало групи кои што извршиле влијание. Али сега да речеме подолг период нема нешто и усетив потреба дека треба да реагираме. Не се случува ништо. Ако земеме кои биле хроничари на нашето време, нели, односно оној апогеум што се создава како знак на времето, последниот што го знаевме хроничар Данило Коцевски беше кој што ни ширеше прикази, нели, за Скопје, кој успеавме нешто и да подзапамтиме. Сега колегата Ангел од Велес, Страхил од Куманово, меѓутоа сите сме ликовно обликувани, нели, образовани тука. Меѓутоа поентата не ми беше таа. Поентата ми беше дека начинот на кој што се функционира, односно треба да се функционира, доколку се поставиме во позиција да бидеме жртви на некаков процес или на некакво време, тоа само политички ангажирано може да се обсервира вашата акција. Ние напротив, ние се дружиме и делуваме, уживаме. И ние пееме кога се дружиме. Тоа ќе ви кажам, најбитниот ангажимент на нашата уметност е чисто естетиката и тргањето. И убавото. Тоа е. Убавите нешто. Од дружење па до и самата изложба буди еден таков момент. Значи и покрај тоа што има доста црни моменти, значи у црното секогаш има искра. Има искра надеж, така. Дава надеж. Колку убаво кога ќе се тргне со чисто срце, со чиста мисла и добрина, на крајот и ете и вашите дела и изложба, затоа е толку и зборувана и посетувана од страна на публиката, никако кога ќе е нешто со добро направено, со добро се враќа, нели? Сепак тоа е клучен момент. Да се навратиме малку. Ние можеби одговоривме на повеќе прашања. Што е одлично. Задоволство е да ве слушам и јас сигурно верувам дека и гледачите уживаат во овој разговор кој што секако се претвора во интересна дискусија. Да се навратиме малку на зошто не сега самата изложба. Тука можеме да видиме спектар на емоции, текстури, форми. Но еве малку подетално кажете ни отприлика кои текстури, нели, за формите, малку поконкретно, нели, за самите дела и за процесот. Да, може секој поединечно. Секој може поединечно да се каже за тематски како настапува. Така. Значи во делот овде до нас што го гледаме, значи групацијата и зидната инсталација, просторната инсталација, светлината, сенките, така ми е насловот. Значи се работи за дела кои што се работени во период, значи не е ова само од 2025 година, период од 2016 до 2025 година. Има секако и нови дела, меѓутоа се поставени и постари дела од 2016 година, да речеме, од мојата изложба Идентитети во Чифте Аман, која на времето исто така можам да слободно да кажам успешна изложба, и мојот камбек тогаш, претходно имав една 10 годишна пауза, тоа си го повторувам. Јас ја викам црната дупка, ова како ангел што има црната дупка, а и не е, затоа што во тој период се случувале, нели, приватни работи и така натака, и така требало да биде, веројатно. Сметам дека во тој 10 годишен период тоа е акумулација на една нова енергија, на една нова сила, на некоја нова перцепција. Значи тоа се поминати, односно е контемплација, да, на некој начин, така да се случи 2016, онака баш еден добар камбек, ако можам слободно. И не скоро. Одличен.
самата изложба беше фантастична. Овде, дури можам слободно да кажам дека ние и сама иницијативно ги кречевме ѕидовите. Ние си купивме нели боја, си донесовме ваѓаци и си ги искречивме ѕидовите, нели како ни одговараат спрема концептов. Значи овде конкретно имаме два дуализми, светло, темно, добро, лошо, нели. Тие дуализми мене секогаш ме контрастот. Тој контраст мене од секогаш ме интересирал. Меѓутоа сега е па дефинитивно поизразен во овој контекст, затоа што тука во овие црни, навидум црни слики имате, значи, секогаш некоја светлина која што последно време некако многу мене ме интересира на ренесансно барокна рембрантовска светлина, значи фламанците, да ги кажам, сликарите кои што нели го одбележуваат тој период, па има и тука некако, значи има работена комбинирана техника, значи со асфалт имаме, значи со несликарски материјали, не е ова само масло на платно, тука е комбинирана техника. Овде исто така во белиот дел, односно во светлиот дел, или оптимистичкиот дел, да кажеме, исто така, значи имаме несликарски материјали, употребуван дури фасадни бои имаме и така натака. Значи, во суштина имаме и фотографија. Зошто е таа фотографија? Тоа е мојата керка, постара фотографија, која што во суштина намерно е поставена тука и тоа е дел од концептот, затоа што во суштина целиот концепт овој кој што овде го гледате, во суштина тука го гледате човек, душата на човекот. Темната и светлата страна. Сите ние имаме светла и темна страна. Иако не гледаме ние тука човечки фигури, може би ако се загледаме и ќе најдеме по некоја човечка фигура. Меѓутоа, овде можеме да се дефинираме онака ние како луѓе, како битија кои што нели живееме на оваа планета, на овој свет, таков како што е, глобален, конзумеристички, како год. Така што, ете, мислам дека на некој начин успеав да направам еден концепт кој што мене ме исполнува лично. И фасцинантно е како што спомнавте вие, во црната боја сепак има светлина. Во црната дефинитивно, во црната. И тоа е навистина така и во животот, нели? Се содржани сите бои и во црната секогаш има трошка надеж, има светлина, исто како и во животот. Многу силна порака. Многу силна, не, дефинитивно е пораката силна, мислам. Тоа не дефинира и како луѓе, и по вертикала и по хоризонтала, ако сакате. Тоа е тоа. Од моја страна, повелете колеги. Благодариме. Ја првпат пред публиката се представив со слики, односно масло на платно и акрил на Форекс. Морам да признам дека за мене беше тоа едно враќање назад, повторно, и рефлексија на сето тоа и нашето заедничко дружење и создавање и творење еден извесен период, не само припремајќи ја изложбава, него и паралелно во сите оние наши лични средби. И не сум го кажал ова јавно никош, меѓутоа јас и кога магистрирав по графички дизајн, имам и уште една магистратура по сликарство, меѓутоа никош не сум ја не знам, форсирал, да, или да ја промовирам на некој начин, или да сум имал прилика, заради тоа што враќајќи се од студии од надвор тука во Македонија, почнав да се бавам со решавање на проблемите поврзани со графичкиот дизајн и така формирав издружение и некако влегов во тој сегмент на креативни индустрии, односно полека помагање за формирање на тие културно-креативни политики, државни или ако сакате преку невладин сектор. Она што за мене е значајно е нели онаа двојбата која што ја создава јавноста како перцепција кон вас и оној другиот сегмент кој што сте вие длабоко во себе, па можете индивидуално да занурнете. Јас доста често, односно многу често работам одредени креативни рефлексии или експерименти визуелни
во форма која што представува разложување, односно деконструкција на геометрискиот пристап, да. Конструктивистички, можеби или неопластично, одговара на тој еден период на таа рана фаза на конструктивизам која се јавува, меѓутоа и сам како голем љубител на Баухаусот и на неопластичноста во уметноста, од секогаш ми била фасцинација да истражувам дополнително. А иначе во последно време најмногу се бавам со виртуелна реалност и се она што го работам е фокусирано практички на одредено нурнување во виртуелната реалност, односно како уметноста може да се трансформира во таа виртуелна реалност, дали може да остане утврдена како таква или потврдена, не само од страна на корисникот, него и директниот учесник во самиот процес, така да со сите оние аспекти индивидуално, кои што ги создавам, ги творам и покрај оваа изложба и со оваа изложба, секогаш пробав да некакви сегменти кои што се малце различни, не само од моето секојдневие, него од моите полиња на интерес, да ги изложам пред јавноста и да ги покажам. Има дела кои што се настанати во периодот од нашето интензивно дружење, инспирирани од сите тие процеси, нескромно ќе кажам, тоа е така, си го признавам. Меѓутоа имам и дела кои што се настанати малце претходно, некои дела се настанати од оние социјални процеси пост-ковид период, на изолација, па на недостаток на дружење, односно асоцијални изрази, некои кај поедини групи, па преку обид убавото да се наметне кон сегментот на визуелна артикулација, така да она што за мене беше хайлайт во склоп на ова беше тој мој повторен обид, односно трансформација на она што јас сум сакал, да речеме, да го работам или да го правам, да се обидам повторно да го правам. И јас стварно морам да ви признам дека дома, можеби во тој период подот се бришаше по неколку пати, меѓутоа немам ателје, немам каде да работам, до 4 саца бајле до 5, мислам, слика, жудишна работа. Да, апсолутно, нема пречки за тоа, ништо. Само во еден момент се освестуваш дека ти фали некоја боја, па мешаш. Тоа е убавото, ме разбирате, тоа е нешто тоа кога ве води веќе, да, тоа е поривот. Ала за колку е всушност важно, еве и вие кажувате да се поместуваат личните граници. Да. Да се проба, па ќе се запре, па повторно да се продолжи. Еви во случајот на Страхил вашиот, сте запреле, но сте продолжиле. Таа волја и потик се важни. На мене ми е важно и да се надминам себе си. Јас постојано се надоградувам, значи постојано учам, ја цел живот учам и се надоградувам. Меѓутоа и се борам самиот со себе и сакам едноставно да не знам како да го скалила се тоа. Тоа се леве скалила. Да. Точно. Меѓутоа одиме на можете и 3 да прескокнете, да се плашите да направите. Меѓутоа поентата ми е одиме онака level up, одиме нагоре. Да. Едно скалило погоре и погоре и погоре, значи повторно се надпреварувате самиот со себе. Така. И тоа е најважно. Дефинирам и тоа е и да напредувате постојано. Многу е битно, најважно од сето тоа е колку сте спремен да направите нешто. Мислам, се останато да излезете од комфорната зона. Од комфорната зона, која убива. Комфорната зона е страшна работа, рамната. И сега веднаш ми текнуваат и други работи за комфорната зона кои би сакала да ме прашам. Ние сме во години сега веќе малце кај што полека и многу потешко се спуштаме надоле по скали со побрзи чекори, ама полесно ни иде нагоре. Нагоре, точно. Еве да се префрлиме и на Ангел, ако завршивте Лаза вие, да не ве секако. Ангел, вие сте исто така, спомнавме нели ликовен уметник, академски вајар и исто така сте моментално на позицијата директор на Велешкиот народен музеј. Па еве конкретно за вашите дела во склоп на изложбата, кажете ни. Ја спомнавте комфорт зоната, по мене за еден уметник најопасна комфорт зоната и секогаш треба ние да ја прескокнуваме, тоест треба да ја осетиме таа комфорт зона. Тогаш наблегуваме еден маниризам кој што е уште поопасен од самата комфорт зона и кој ќе го согледаме тоа како проблем, треба да пресечеме и да преминеме во една нова фаза. Јас сум иначе скулптор, но не класичен скулптор, работам во сите медиуми, поврзана ми уметноста и со музика, бидејќи сум и музичар меѓу другото. Мислам, ко млад се бавев исклучително многу со музика.
Почетоците ми беа трагање на звукот во визуелна смисла, како ја го доживувам звукот, како вибрација, како ликовно ќе го прикажеш звукот. Тоа беа во самиот старт, нели, истражување кои што јас сум си ги истражувал. Во секој случај скулптурата е на комплексна ликовна творба која што има покрај својата комплексност ради изведбата има и едно нешто што сум го истражувал, тоа е формата, но кога ќе навлезеш во една форма, кога ќе дојдеш до една форма која што секој скулптор ја бара, и од тоа се заситуваш и таа една форма ти станува неинтересна, тоест исто навлегуваш во таа комфорт зона. Ја цело време се трудам да ја избегнам таа комфорт зона, затоа и одреден период сум ја избегнал и скулптурата. Не дека не ја работам скулптурата, го напротив, навлегувајќи во текстурата и структурата на самите форми, дојдов до едни поинакви решенија кои што навлегов во информалистичкото сликарство. Прво тоа беа одредени објекти, ансамблажи кои што ги имате тука како примери некаде тоа пост-ковид период, 2020 па до сега. Главна преокупација ми е цртежот, го обожавам цртежот. Цртежот ми е нешто што е, мислам, кај секој уметник многу битен елемент, тоа не е азбука или ноти кај музичарот, така и кај нас, мислам, ликовњаците, цртежот е нешто најбитно. И истражувајќи во самата форма, во самите цртежи, во самите абстракции, асамблажи, дојдов до едни многу интересни моменти. Тој цртеж веќе го развоја до една форма која што и последните дела се гледа, кај што го искористувам слоевито, па со, например, јас сликам моментално со игли и шприцеви. Тоа е чудно, али прво имаш голема количина на боја која што не те ограничува да повлечеш потек, значи иначе четката ти прави ограничен потек, овде имаш неограничен потек, имаш one line кој што многу интересен и ги прикажува моменталните твои вибрации и чувства. Пак ќе се поврзам и со музиката и со тоа што јас сум го истражувал. И дојдов до едни многу интересни решенија кои што резултираа со последниве дела, да речеме, од некои 3-4 години, до еден пост-информализам кој што има и има и абстрактен експресионизам во него, но дојдов до решенија, на крај дури и самите слики на објекти наликуваат. Па едно истражување во скулптурата. Така да сега да кажем, уметноста е едно пловење кое што никогаш не треба да заврши. Тоа е исто кој и животот. Ние нонстоп треба да си бараме нови предизвици, нови задачи, за да таа биде интересна и нормално да на нас уметниците да ни биде и убаво и интересно. Една мултимедијалност. Така. Да, како што сте и вие мултимедијални уметници. Да, тоа е најточен израз за тоа што ние го твориме е мултимедијална уметност. Со интердисциплинарен пристап. Не дека се откажува од скулптурата. Скулптурата секогаш ми е присутна, али процесот па доаѓањето до таа скулптура е многу долг. Например, порано кога сум творел по 20-30 скулптури годишно, сега творам многу помалку, а многу повеќе цртежи и слики, а па затоа скулптурите се многу различни и оригинални. И тоа е сосем нормално да се менува стилот, сега да се проба едно, утре друго, нели? Сумирано на сето ова експериментите се многу битни. Значи, реално... И поместувањето на личните граници. Ти експериментираш со техники, програми, процесот усвари е најбитен. Да, апсолутно. Ништо не доаѓа некој... Веднаш, ништо не ти доаѓа веднаш. Ми текна, па седна, не. Тоа е процес, долг процес. Исто кога да правиш една симфонија или кога компонираш една песма. Ментален процес. Првенствено. Ова може да се коси малце во однос на тоа што поновите поколенија го практикуваат во однос на вештачката интелигенција. Меѓутоа, кога ќе се прави малку паралела, некоја временска, да речеме, од една дистанца да погледнеме што би било за 5 години од сега, или тој што знае убаво да пишува, тој ка знае да црта најдобро, или цртањето е новото, односно пишувањето е новото цртање. Меѓутоа тоа ни се случува, факт е, нели? Денеска седнувате вие, ChatGPT, промпт несувате, добивате нешто и чиво е сега тоа. Да.
Дали е тоа автентично? Затоа во однос на сето ова вложени се и естетски, интелектуални способности, подготвеноста индивидуална, значи емотивната состојба на уметникот мора да се земе во предвид. Да, годините на искуство точно. Така да сите тие работи создаваат едно дело. Знаете, иначе вие ќе создадете да речеме некаква бариера помеѓу вашата идентификација со сето тоа. Ако нешто не разбирате, зошто да се трудите да го разберете, така? Како што колегата Лазе ја спомна вештачката интелигенција и со можностите незини, нели, како, например, еден супер брилјантен ум, креативен, може да створи преку еден текст едно уметничко дело, да, тоа е така, но тоа е исто ко и во самата музика, нели, имавме одреден период кога техномузиката направи револуција и таа беше стварно многу моќна и денеска е моќна и направи огромна промена во музичката култура, но едно нешто што па дури и самите електронски музичари сега настапуваат уживо само заради едно нешто. Тоа е грешката. Само грешката е најбитна во ликовното дело. Ликовните творци кои творат адхок, нели, на платно или не е битно и они прават грешки кои што не ги сублимираат, ама тие грешки ги дистанцираат делото од вештачка интелигенција и ги прават да бидат оригинални, човечни. Значи да сумираме, имаат душа. Така е, да. Имаат душа. Значи, вештачката интелигенција, да, све. Може ќе направи најсовршено дело. Најсовршено. Да. Колку тоа дело ќе има душа, вие кога ќе го погледнете. Сега деликатни се. Ќе треба уште една емисија, уште една емисија ќе треба да направиме ова, ама ја добро, ајде, јас пошто работам со вештачка интелигенција еден извесен период, тренираме ботови ние сега. Тренираме ботот да произведува, значи можеме многу лесно да го истренираме да произведе и грешка. Од кој калибар ќе биде. Меѓутоа, вештачката интелигенција што прави? Ама таа ќе влезе кај тебе во Инстаграм, ќе влезе кај тебе, ќе влезе кај мене, ќе влезе кај сите нас. Значи ќе влезе на социјалните мрежи, ќе влезе на сите оние платформи на кои што му е достапно да прикупи информации. На крајот на денот ние дојдовме, нели го почнавме разговорот од глобалното. Ние се стремиме кон тоа. Ние самите дозволивме вештачката интелигенција да ни се случи, односно колку теориски гледано, да речеме, колку човечката интелигенција ќе биде повисока, толку послаба ќе биде вештачката интелигенција. Така, и се стремиме кон тоа, да ете, сепак, човекот ја задржи. Совршенството човекот е најсовршено битие. Човечкиот мозок. Ви благодарам многу за овој прекрасен разговор. Јас уживав да ве слушам. Се радувам дека и гледачите уживаа во разговорот. Ги покануваме секако да ја посетат изложбата. Господа, благодарам што ми бевте денеска дел од мојата емисија Неделен микс. Благодариме на вас. Ми беше задоволство. Задоволство на вистина. Баш ми е драго што ви е пријатно. Друга изложба со задоволство ќе ја поканиме да ја посетите. Ќе ми биде драго да присуствуваме. Емисија, имаме уште многу да спојаме. Ние имаме уште многу, да, но треба да привршуваме, инаку ние имаме уште прашања. Ви благодарам.